Добро, а дали договорот сега што се подпишува, што се подпиша со Велика Британија, на некој начин може да се гледа како привремен субститут на преговорите на Европската унија? Некој така го гледа, не се грантови, туку е заем, меѓутоа за проекти кои што се од големо значење за државата. Првото прашање е тоа, а второто е колкава политичка тежина има овој договор? Што значи тоа за Македонија на меѓународна сцена? Никако не се гледа како замена за полноправно членство во Европската унија, туку се гледа како една рационална политика. Бидејќи во македонската дипломатија, ова е втор таков договор на Република Македонија со некоја држава. Првиот беше во 2008 година со Соединетите Американски држави, ова е втор таков договор, на кој што ние нема да имаме апсолутно никаков зијан, ќе имаме само многу можности да ја унапредуваме државата, бидејќи покрај тоа што се зборува во јавноста, се работи за два документи, еден економско-финансиски, еден политички и културолошки, во кој што ние на некаков начин се обврзуваме, односно добиваме ноу-хау и многу средства за да изградиме проекти кои што во минатото едноставно беа насушно потребни за да оваа држава направи еден чекор плюс на едно ниво повеќе. Пред да дојдам во собранието, затоа во студиото бев во собранието, затоа и доцнев. Еве ова тука го имам, ова е договорот кој што стигна до сите пратеници и утре кој што ќе биде ставен на дневен ред за да се ратификува. И сите и целата јавност и пратениците ќе можат да зборуваат, да го видат договорот. Ова е договорот 8 члена, подпишан од вице-премиерот Александар Николовски и од нивниот министер тамо нели имаше на 22 подпишување. Она што е индикативно во овој договор е кој што е јавен, транспарентен, секој може да го види, секој може да види за што се работи, секој ќе може да ги прочита проектите, пристапот до средствата што ги имаме, што се обврзуваме ние да дадеме, што се обврзуваме ние да земеме и никаде не стои строго доверливо и никој не е едноставно елиминиран од можноста да знае што оваа држава подпишува и со какво право ние ќе се стекнеме. Она кое што ние го гледаме како огромна можност, покрај тоа што ќе имаме пристап на средства кои што се убедливо најповолни, кои што некогаш можевме да ги добиеме. Тоа е целиот договор, така не е. Ова е првиот договор кој што е правната рамка, кој што ќе ни даде можност да влеземе во финансиско детализирање и договарање на другите детали, кои што па и тие договори сепак ќе дојдат и пред собранието, и пред владата, и ќе може да види и граѓаните по кои услови ние ќе ги повлечеме тие средства во првиот бран, тие 5 проекти кои што ги зборувавме, веќе премиерот вчера кажа и за вториот бран, тоа е браната Чебрени Галиште, каде што треба да има 3 бранови, 3 брани се извинувам во тој потек, и тие се оние средства преку кои што ние популарно кажуваме да ја трансформираме нашата држава. Покрај тоа кој што ние се обврзуваме на имплементација на овие инфраструктурни проекти со експертиза на британците и по британски стандард, ние се обврзуваме да добиеме и ноу-хау во образованието, во културата и така натака, бидејќи веруваме дека како што кажав на почетокот на емисијата, ако сакате вие да победувате и во Брисел, и во Вашингтон, и во Лондон, и во Берлин, насушна е потребата до вас да седат вакви стратешки партнери, односно втората светска сила, заедно со оној стратешки договор кој што имаме со Соединетите Американски држави, едноставно дава многу можности за нашата држава. И само уште една реченица, како што кажав и во претходниот дел, исто така имаше коментари кој е интересот на Британија, ја мислам дека тоа е суштинско прашање и зошто ние вака не го поставиме прашањето. Зошто големата Велика Британија одлучила на малата Македонија од Балканот да додели ваков договор за стратешко партнерство и замислете за прв пат во историјата да отвори можност за користење на 6 милиарди евра, најголем дел кој што некогаш или најголем дел од финансиски договор кој што Велика Британија го склучила со било која земја од Европа. Сметам дека навистина ние, иако сме толку мали, можеме да размислуваме на ваков начин дека сме доволно големи во знаење и во капацитет да седнуваме да склучуваме вакви договори. Кажете, прашањето е зошто? Ќе го поставиме зошто? Еве јас ќе ви кажам, бидејќи сум економист, она кое што сметам дека е особено суштински интерес, прво е бидејќи кога ќе го видите трговската размена на Велика Британија и на Македонија, односно земјите со кои што Македонија соработува на ваквиот начин, Велика Британија е втората земја на трговска размена. Целата трговија што Велика Британија има на Западниот Балкан иде половина од таа во Република Македонија и едноставно виделе дека во оваа влада може да имаат партнер кој што може да им гарантира имплементирање на инфраструктурни проекти преку кои што и нивните компании утре ќе имаат бенефит, бидејќи преку Солунското пристаниште и пристаништето во Кавала, преку оваа брза пруга за 4,5 до 5 часа таа стока ќе може да биде пласирана апсолутно насекаде во Централна Европа. Но и меѓу другото, секаде каде што ќе ги имаме овие нели инфраструктурни проекти, ни гарантираат и дополнителна безбедност. Тоа е соодветно прашање. Да, Почарски. Па добро, најпред да истакнам дека до сега, до овој момент немаме речиси никакви детали или информации. Ќе го разгледаме овој договор кој што е пристигнат во собранието непосредно пред емисијата. Но она кое што досега од сите овие првични дискусии провеува во јавноста е дека ќе се земе кредит. И држава да земе кредит е
прашање на стратегија од каде и со која каматна стапка ќе го земе тој кредит. Може да го направи тоа. Интересот на тие фондови кои што ги даваат парите насекаде во светот е да ги пласира своите пари таму каде што е најбезбедно, а најбезбедно е во држава да ги пласираш парите, така што секој од тие фондови кои што ги пласираат парите имаат интерес да ги пласираат своите средства во одредена држава која е стабилна. Па апсолутно, прво да е стабилна, но од друга страна Веќе кажуваме дека еден од коментарите бе дека кога толку моќна држава како Велика Британија ќе донесе толку пари во една држава, практично и таа држава има проекции дека ќе биде стабилна. Веројатно Германија не бара од Британија пари, заради тоа Македонија бара пари од Британија, но на нив им повеќе одговара да ги пласираат парите во држава отколку во компании. Секогаш тоа е таа логика која што многу подобро ја знаат оние кои што работат во банкарските сектори, но од друга страна она кое што сакам да го истакнам е дека деталите досега се нејасни, заради тоа многу внимателно дискутираме на темата, не ги знаеме деталите. Ќе ги разгледаме, ќе ги видиме тие детали. Секако ова е голем залак за Македонија, ова е голем кредит кој што го подига. Најпрвен беше се обидува да го пласираат како некакви инвестиции. Тоа не се инвестиции дека ќе дојде некоја компанија од Британија овде ќе инвестира, туку тоа се финансиски средства кои што држава да си ги зема како кредит за да се инвестира во сопствената инфраструктура. Од друга страна, изградбата на инфраструктурата е секогаш прашање кое што треба ние да работиме на таа тема, да ја надградуваме нашата инфраструктура. Апсолутно сум за тоа да се надградува инфраструктурата. По која цена и на кој начин е другото прашање. И вториот аспект кој што сакам да го споменам, надвор од овој финансиски, бидејќи немаме многу информации, е градежниот аспект. Она кое што досега го чув и кое што провејува веќе во јавноста е дека оваа пруга ќе се гради по моделот по кој што се започнаа проектите од коридорот 8 и 10D со конзорциумот Бехтел и ЕНКА, односно брзо проектирање и брза градба. Тоа значи во исто време да се проектира и да се гради, нешто што во времето кога бев министер го бранев при измената на 5 закони, да отвориме правна рамка за да може да се гради на еден ваков модел, за да можеме брзо да ја изградиме нашата инфраструктура. И денеска ова кое што го гледам и кое што се наговестува, не знам дали ќе биде така, сепак ќе покаже времето, е дека нема да се работи по класичен црвен фидик, туку по жолт фидик кој што ќе овозможи да се работи на таков начин, на побрз начин, да не се заглавиме како Кичев Охрид, на пример. Проектот кој што позитивен пример бил искористен и сега бил земен тоа. Па тоа сакам да го истакнам дека кога беше ВМРО ДПМН на опозиција, ги блокираше законите со кои што сакавме овој модел да го отвориме. Тие 5 закони кои што ги менувавме, пред се зборувам за градење и за урбанистичко планирање, за да овозможиме тоаш. Во законите немаше простор да се гради на еден таков модел со проектирање и градба, за да му овозможиме на еден голем меѓународен конзорциум тоа да го прави. Денеска и овие компании кои што би дошле, би граделе на таков модел, бидејќи ако ние се зафатиме денеска да проектираме, па потоа да го дадеме тој проект некој да го гради, тоа ќе значи оптимист е дека брзо ќе заврши кога ќе почне да се прави. Сепак кога ќе го видиме моделот, сметам дека еден таков модел со тој ВМРО ДПМН признава дека тој модел со кој што започнавме е подобриот отколку што од оној кој што работиме со децении назад. Благодарам. Добро, да, нормално дека заемот не може да го ставиме како инвестиција или како неповратен грант, туку нели пари кои што ги земаме по поволна стапка. Македонија секогаш имала партнерство со Велика Британија и мислам дека ова не е прв договор во Европа, затоа што ако ги видите договорите кои што се објавени на владата на Британија, ќе видите дека на пример има склучено договор и со Србија за стратешко партнерство, има склучено и сличен ваков, можеби посеопфатен и подобар договор за партнерство со Украина кој што се однесува за период од 100 години. Што значи дека е многу подобар договор. Значи можеме и ние во рамки на нова стратешко партнерство да го вклучиме и делот кој што се однесува на заедничката безбедносна политика, бидејќи Британија го работи тој дел со Европската унија, па да вклучиме и македонската индустрија, односно да го вратиме сејат на македонската индустрија, бидејќи знаеме дека и во Македонија некогаш се произведуваше во Самоков и во Прилеп, па можеби и во тој дел на производство на војната индустрија треба да се размисли да се искористи ова стратешко партнерство. Околу другите детали нормално дека ќе го разгледаме договорот и ќе излеземе со наши аргументи, но поддржувам се што значи продуктивен проект.
го слушнавме министерот дека опфаќа договорот изградба на железничка инфраструктура, болници, нешто што не може да не го поддржите, затоа што секогаш сме биле како партија за продуктивни проекти, а не за непродуктивно трошење на пари, како што имаше едно време за отварање на чешми и споменици во центарот на Скопје. И јас ги охрабрувам исто од владата, бидејќи Бојан спомна дека тука нема строго доверливо, бидејќи и тогаш беше фама околу договорот со Бехтеленка, дека не може јавно да биде објавен, па од тогашната опозиција говореше дека кога ќе дојдат на власт ќе го објават, ги охрабрувам исто така да го објават, бидејќи јас сум еден од претениците кој што не ги гласаше тие закони за Бехтеленка, токму од причини што не ги знаев деталите во однос на договорот и охрабрувам и оваа влада да ги извади тие детали за да знаеме што се случува, бидејќи тие го прифатија проектот на Бехтеленка и одати ги представуваат тие патишта кои што се градат. Добро, имавте нешто да... Мислам дека соговорникот од оваа страна може најубаво да ви објасни дали може некој да го декласифицира тој договор или не и зошто е тоа така направено. А од аспект на тие договори ние сме кажале зашто ги почитуваме, мојот став е непроменет, но практично доколку не се имплементира тоа повлекува пенали. Од аспект на се отворија неколку прашања, вие не сте го кажале тоа, но имам должност да го искоментирам бидејќи лидерот на вашата партија каже дека ова е антиевропски договор. Па видовме истиот ден во Брисел се потпиша сличен ваков договор, само без финансискиот пакет и со Европската унија со Британија. Од аспект на тоа што е различно, да, тогаш беше класифициран договорот. Видовме кој лик беше национален координатор за спроведување на тој договор, сега што е на црна листа и во бегство. И практично сомнежите кои што ги извадивме пред јавноста беа правилни. Она кое што е важно и кое што да не водите грижа до последниот момент, дали бил финансиски договор или како ќе бидат тие проекти, ќе бидат прикажани на јавноста и она кое што е особено важно дека ние тие средства ќе ги враќаме во моментот кога тие проекти ќе бидат изградени, а ќе почнеме да ги градиме ноември оваа година, бидејќи секој оној тајмлајн на активности што ги имаме едноставно е прилично предвидлив за тоа да се случи. Иначе во договорот на страната 5 стојат тука проектите кои што ние ќе треба да ги завршиме. И од првиот и од вториот брана стои тоа дека може да се склучи анекс, доколку ние сметаме дека треба да го прошириме тука. Кои проекти веќе што се комуницирани во јавноста? Дел од тие кои што се комуницирани во јавноста има проекти за дигитализација и за унапредување на коридорот 8, она кое што го кажа премиеров вчера и за на хидроцентралите Чебрен, Галиште и другата која што беше Ореов камен помеѓу нив, но практично тука се договорите за болницата во Штип, студентскиот дом, факултетот медицинскиот, брзата пруга на коридорот 10, болницата и здравствениот дом во Кичево, реконструкција на болницата во Тето, нешто за кое што ние сметаме и Бочварски е добро запознаен со тоа дека нашата филозофија за напредување на економијата е да дадеме силен буст на инфраструктурата и на градежништвото, бидејќи веруваме дека во држава како нашата, три работи може да допринесат до јакнење на брутто домашниот производ, тоа е градежништвото, странските инвестиции и за јакнување на домашното стопанство. Тоа е суштината на овој договор кој што ние го вклучивме со британците и она кое што е особено важно и што е гарант дека овие проекти ќе се реализираат, бидејќи почитуваниот амбасадор кажа и соопштенијата кои што ги извадија и кабинетот на премиерот и така натака дека тие ќе играат по британски стандарди и токму заради тоа во тоа ноу-хау ќе бидат вклучени и најсериозните компании од Британија. Од аспект на деталите гледам дека и опозицијата тоа го комуницира. Суштинска разлика е што ние гласавме во собранието закон за Бехтеленка и директно како стратешки изведувач го избравме нив. На тој начин го суспендиравме законот за јавни набавки, ова нема да биде така, бидејќи моделот на изградба на овие е 20/80 или 30/70, на кој што и тие кои што треба да бидат изведувачи од Британија и тие кои што треба да бидат домашни изведувачи ќе бидат избрани по законот за јавни набавки и тие ќе може да понудат најповолна цена по она кое што се нарекува проект и она што се нарекува потреба за изведба. Добро, само сакам да додам во однос на задолжувањето. Тоа е нешто кое што сепак загрижува и за кое што треба да се дискутира. Тоа кое што никој досега не го говори во јавноста, се потпиша некаков договор, се комуницира во јавноста како некаква победа, а не знаеме колкава ќе биде каматата да ги вратиме тие пари како држава. Од тој аспект треба да бидеме внимателни, бидејќи тие 2,2 милиарди евра доколку се повлечат во првата транша би го зголемиле јавниот долг на државата на некаде над 70%. Што е една критична точка, да не зборувам за сите 6 милиарди евра доколку се повлечат, а претпоставуваме дека во наредните години ќе се работи на повлекување на тие средства, но од тој аспект треба да бидеме внимателни и заради тоа секако опозицијата овде како главен коректор кој што ќе ги каже своите ставови после видувањето на сите аргументи и детали во овие договори и од тој аспект нашиот став е јасен во тој дел.
и сметам дека освен тоа што се најавува во јавноста како некаква транспарентност, од друга страна не гледаме дека нешто многу во јавноста има информации за целиот овој процес. Добро, како ќе настапите на локалните избори, што ќе им понудите на гласачите различно од тоа што им се нуди изминатите 10-20 години? Добро, мене ми е прва жал што ќе одиме на локални избори како ништо да не се случило во државата, се случија низа на настани, меѓу кои што е огромна трагедија, која што јасно кажа можеби на потребата веќе конечно да почнеме да разговараме отворено и за отворени листи за локалните избори, каде што граѓаните директно ќе ги бираат своите представници, ќе може да ги повикаат на одговорност, но и за менување на изборниот модел или менување на изборната формула. Тоа е тоа за кое што суштински треба да разговараме пред локалните избори, инаку ЛДП во моментот ги подготвува имињата на своите кандидати за градоначалници и советници, за кои што навремено ќе информира јавноста. Како ќе настапите сами? Како што кажав, веќе се подготвуваме, меѓутоа не се исклучуваат ни можностите за коалиција. Ние се уште ги немаме програмските концепти и платформи видено ни од другите партии, меѓутоа во тек се изработка на наша програмска концепција и доколку можеме со одредени партии да се приближиме, може ЛДП да настапи во дадена коалиција. За тоа се уште не сме одлучувале. Ние сме подготвени во моментот за самостоен настап. Работевме тука како Канал 5 многу голем број репортажи околу општата нехигиена во државата, меѓутоа исто така правевме и околу како изгледаат високите државни институции. Сега во текот на минатата влада ја прашувавме тогашната вице-премиерка за добро владење зашто платото пред владата е во катастрофална состојба. Таа велеше дека не знае точно кој е одговорен за тоа. Веќе имаме речиси 10 месеци нова влада, таму ситуацијата е уште полоша и сега зборуваме за трансформација на државата, меѓутоа во името на јавноста сега се извинувам вас што ви се обраќам, одамна не сум имал представник на ВМРО ДПМН, да апелираме ако може да се среди платото на владата, бидејќи таму жардинери се комплетно уништени, личи на се, само не на дворна влада. Вие сте сиде тука шетени луѓе. Еве кажете ми дали сте виделе не на балконот, не во Европа, во светот дворна влада да изгледа у таква лоша состојба? Јас ви искоментирав и на вас лично дека ги поздравувам вашите репортажи и сметам дека тоа е начинот да се променат нештата кога има јавен притисок. Јас нема да бегам од тоа прашање. Не сум бил одамна од владата, но ќе отидам да видам, еве превземам обврска да ги известам и генералниот секретар на владата господинот Јанушев и директорот на службата за општи и заеднички работи господинот Томовски и лична обврска утре во текот на денот да ви известам што сум направил во тие разговори, бидејќи токму ова е начинот на кој што треба да се менуваат нештата. Не смееме повеќе да бегаме, не смееме повеќе да ги заокружуваме ваквите прашања, треба да ги удираме директно во чело, така да еве јавно и пред вас и пред вашиот аудиториум ја превземам таа обврска и ќе ви известам за одговорите што сум ги добил. Благодарам за тоа, ќе ве следиме. Да се вратиме околу локалните избори. Вие многу пати кажавте дека како партија очекувате победа. Првото прашање ќе ми биде дали сте задоволни како функционира изминативе 4 години општините под ваше водство, што мислите дека како квалитет плюс им го дадовте на општините со тој на граѓаните и што ќе понудите на нови избори кои што не се практично за неколку месеци? Од тоа што имав можност да разговарам со генералниот секретар на нашата партија, некаде сметам дека 28 и 9 треба да заседаваат извршниот комитет и централниот комитет на партијата, некаде околу 30 или 31 еве нека биде на почетокот на наредниот месец, да не ме држите за збор за ова, бидејќи може да се случи некој настан кој што не може да ти ги детерминира овие датумите. Ќе излеземе со првата група на градоначалници на ВМРО ДПМН со кој што сакаме да настапиме. Она што во моментов се случува внатре партиски, во најголем дел од комитетите веќе е завршена и процедурата за формулирање на точните советнички листи, па така да очекувам да одиме во два дела. Во првиот дел да бидат 85% од кандидатите за градоначалници, во вториот дел да останат неколку мина општина заедно со градот Скопје. Заедно рано овој пат ќе ги извадиме советничките листи, бидејќи сметаме дека 5 месеци се доволен период за да граѓаните и ги запознаат индивидуалците кои што ние ги нудиме, но и нашите идеи, нормално ако нешто не им се допаѓа, да можеме тоа да го соодветно нели моделираме по потребите на граѓаните. Она кое што ние им го донесовме, сметам дека донесовме многу поголема отчетност и стабилност. Она кое што сакавме да го направиме, што сметам дека ќе се согласи Иво Чварски како поранешен градоначалник и министер, да помогнеме многу повеќе на општините од аспект на владата со давање на можност на средства за користење, бидејќи ние многу често во изминатите периоди и зајковата добро го кажа на собраниската седница кога го носевме законот за локални
локална самоуправа. Премногу притисок стававме на луѓето, а навистина не беа толку доволно, можеби финансиски независните да се изразам, бидејќи навистина се првиот бран на удар на потребите на граѓаните, а немаат толку доволно средства, тука зборам за сите градоначалници. Ние се обидовме тој систем да го промениме. Она кое што јас можам да го кажам дека ВМРО ДПМН на овие избори ќе има број на градоначалници со бројка која што почнува со 5 однапред. Мислам дека тоа ќе биде една многу посилна бројка од таа која што имаме сега. Ќе настапиме со една силна програма каде што сите оние проекти кои што не сме ги дозавршили или новата програма која што треба да понудиме ќе биде најсеопфатна досега. Она кое што е многу важно, ќе имаме уште поголем број на советници и сметам дека на тој начин ќе, затоа што е многу важно на овие локални избори, само да ја потсетам јавноста, ние ќе го понудиме и нашиот целосен политички легитимитет. На овие избори покрај тоа што граѓаните ќе гласаат за градоначалници и советници, ќе гласаат дали сакаат владата да продолжи во овој контекст да продолжи да ја води државата, бидејќи ако не освоиме доволно гласови на тоа кој што се надеваме, нема по секоја цена да биде. Ве загрижуваат ваквите предвидувања околу резултатите? Апсолутно не. Токму поради тоа што и СДСМ веќе ги започна своите теренски активности како опозициона партија, после 7 години како ја практицираше власта и во еден мандат во поголем дел општините и локалната, практично и централната власт, денеска од позиција на опозиција веќе одиме на терен, разговараме со граѓаните и апсолутно сликата не е розева. Она кое што се ветуваше во минатата кампања во 24 година за промена на системот, за одредени политички состојби со ова кое што го дискутиравме, враќање на преговарачката рамка, подобрување и така натаму, враќање на уставното име и сите тие теми кои што навистина допираат до граѓаните и направија навистина голем и силен резултат за денешната владеачка гарнитура. Сметаме дека граѓаните веќе чувствуваат и економски дека слабеат, дека цените во маркетите растат, дека платите стагнираат и ова е еден сигнал дека после една година граѓаните веќе може да почувствуваат дека прават разлика во однос на тоа кое што се ветуваше минатата година и она кое што се испорачува оваа година, така што после сите овие теренски посети ќе излеземе со најдобрите решенија кои што ги има опозицијата, ќе направиме што е можно поголем опозиционен фронт во насока на поддршка на кандидатите и за советничките листи и за градоначалници со цел да СДСМ го испорача резултатот како главна опозициона партија во овој момент. Да, кои се очекувањата? И покрај тоа што е неблагодарно да се предвидува генерална оценка? Видете, ние сметаме дека најважно е од се пред да зборуваме за резултати е да оствариме еден добар контакт, комуникација со граѓаните со кои што ќе ги слушнеме прво нивните барања и предлози, бидејќи разочарувањето веќе е големо, а ќе ги пласираме нашите политики и секако очекуваме дека ќе има поместување во насока на она кој што беше еден многу лош резултат минатата година кон подобрување во оваа година на локалните избори. Добро. Не, само сакав да додадам околу ова кое што го говоревте за хигиената, дека токму затоа и беше потребно да се воведе и механизам, особено за општините, за градоначалниците, за отповикување на градоначалникот. И конечно, после 3 години говорење, иако 3 години никој не најде на слух, сега имаме нов закон за локална самоуправа во кој што постои овој механизам и јас навистина упатувам апел да се помине овој закон и да го воведеме тој механизам за да не дозволиме да не се случи уште еднаш сцените кои што ги гледаме во Скопје, бидејќи не е само платото на влада, туку буквално се гушиме во ѓубре, излезете на улица, бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа. Целото ѓубре е расеано по улиците, во кое што го газат нашите деца, го газиме ние, се гушиме зимно време во чад, че живееме во тотален хаос. И мислам дека со воведување на овој механизам малца повеќе одговорност ќе чувствуваат градоначалниците кон обврските кои што ги превземале кога се кандидираат. Така во право сте се соочуваме со проблеми кои што и нашите соседи веќе ги надминаа одамна, меѓутоа тоа е тоа. Ви благодарам многу за учеството во вечерашната емисија. Немаше многу жар во дебатата и сега си размислував зашто е така и викам две причини има. Првен и тие изгубиле жарта да речеме во дискусијата, а вториот дека можеби има почнува да се прави еден консензус меѓу двете најголеми партии и другите партии во однос на најважните прашања. Се надевам дека ова второто и тоа е добар знак. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.